Почитувани, добар ден, среќни новогодишни и божикни празници. Новата година Кочани ја дочека во мирна атмосфера. Стручните служби од Општа болница, пожарната и полицијата немаат регистрирани инциденти на новогодишната ноќ и на првиот ден од новата година. Градоначалникот Илиев на средба со одговорните служби. Освен неколку млади лица кои што побарале итна медицинска помош заради прекумерно конзумирање алкохол, други инциденти од типот на тепачки, сообраќајки и слично немало на новогодишната ноќ, информира за Канал 8 доктор Томе Солевски, дежурен хирург во Општа болница Кочани. Тој вели дека од годините не памети помирна новогодишна ноќ. И од полицијата истакнаа дека првите денови од новата година поминале главно без инциденти на подрачјето на Кочани, а сообраќајната фреквенција била регулирана и продолжува да се одржува со зголемени сообраќајни патроли. Истакна командирот на Кочанската полициска станица Горанчо Јакимовски на средбата со градоначалникот Илиев. Мирна ноќ без интервенции имали и дежурните служби во територијалната противпожарна единица во Кочани. Градоначалникот Илиев на средбата со командирот Благојчо Паунов потсети дека оваа година единицата ќе добие ново теренско возило кое што ќе биде набавено со средства од општинскиот буџет. Исто така, поучени од ланските големи шумски пожари, годинава ќе се разгледува правната рамка за формирање доброволно противпожарно друштво во Кочани, кое што ќе биде подршка на професионалните пожарникари. Паунов рече дека 2019-та поминала со изброј интервенции како 2018-та. За изминатата 2019 година можеме да кажеме дека нашата единица интервенираше 338 пати. Интервенциите беа од различен карактер, од кои најголем број беа на отворен простор. Опожарената површина на тие пожари е околу 570 хектари и при најголем број од тие интервенции припаѓаат на општина Чешиново Облешево. Да се надеваме дека оваа година ќе имаме помалку работа. Паунов меѓу другото апелираше до граѓаните за задолжителна проверка и чистење на оџаците, за да не дојде до пожари од поголеми размери, како и проверка на електричната инсталација во домовите и промена на старата со нова, заради честите настанати пожари од таа причина. Во текот на новогодишното празнување немаше поголеми проблеми или прекини во водоснабдувањето, а екипите на комуналното претпријатие Водовод продолжуваат со работата на терен за одржување на комуналната хигиена. Без проблеми во снабдувањето со вода за пиење од градскиот водовод помина новогодишното славје во Кочани. Поголеми прекини или дефекти немаше, така што граѓаните не се соочија со недостиг од вода. Делумно влијание за тоа имаат и временските услови, односно што се уште нема екстремно ниски температури кои би предизвикале подмрзнување и пукање на водоводната инсталација. На средбата со директорот на комуналното претпријатие Водовод Андреј Киров, градоначалникот Николчо Илиев беше информиран дека немало прекин ниту во испораката на комуналните услуги и во одржувањето на комуналниот ред од страна на Водовод. Работната средба била искористена и за запознавање со планираните новини во селектирањето на отпадот и подновувањето на урбаната опрема во градот. При тоа било потенцирано дека минатата година се инвестирани околу 1,5 милион денари за купување 20 пластични контейнери од 1,1 метар кубен и 80 метални поцинкувани контейнери со ист капацитет, како и 30 на метални корпи за отпадоци што се распоредени на јавните простори во градот. Мирно и без проблеми поминала новогодишната ноќ и првиот ден од новата година и во општина Виница. Градоначалникот Димитров во обиколка на дежурните служби од полицијата и брзата помош во Виничкиот здравствен дом. И во Виница новогодишната ноќ поминала релативно мирно, без проблеми и инциденти. Според информациите од дежурните служби, последната ноќ од старата и првата од новата година поминале мирно во однос на претходните години. Најфреквентните институции, брзата помош и полициската станица, стартот на новата 2020 година го оценија како добра најава за предстојните денови од целата година. Градоначалникот Ивица Димитров во придружба на председателот на Советот Тони Велков и директорот на јавното комунално претпријатие Солидарност Александар Трајков со скромни подароци и внимание ги посетија дежурните служби, честитајќи им ја новата 2020 година. Од сите институции кои ја регулираа состојбата и беа дежурни, го информираа градоначалникот Димитров дека на задоволство на сите 31 и првата вечер од новата година поминале мирно и посакаа цела година да биде таква.
Општина Кочани објави повик за избор на фирми што ќе изградат и асфалтираат 8 улици во градот. Средствата од околу 200.000 евра се обезбедени од сопствениот буџет, а во моментот тече рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи на градежните работи. На почетокот од новата година општина Кочани ги продолжува активностите од програмата за изградба и асфалтирање на улиците во градот и во населените места, а за што се почнати подготвителните активности за асфалтирање на 8 улици. Според објавениот повик за избор на фирма што ќе ги реализира градежните работи, планирано е да бидат асфалтирани улиците Борис Ефтимов, Васил Главинов, 7 септември, Карпошово Востание, крак од улицата 9 мај, крак од улицата 565 во зоната лесна индустрија, дел од улицата Крум Вренински и источниот крак од улицата Искра. Вкупната должина на сообраќајниците што ќе добијат асфалт е околу 1700 метри, а просечната широчина е 4 метри. Според проценката на стручните служби во општинската администрација, изградбата и асфалтирањето на планираните 8 улици ќе чини околу 12 милиони денари, средства што се обезбедени од сопствениот буџет. При тоа, дел од улиците кај кои дозволуваат и просторните услови ќе добијат тротоари и приклучок на атмосферската канализација, а на улицата во индустријската зона ќе бидат изградени и потребните потпорни ѕидови. Во моментот тече периодот на тендерската постапка, на која може да се пријавуваат заинтересирани градежни фирми, а крајниот рок до кога тоа можат да го сторат е до 3, односно 6 февруари, во зависност од улиците на кои се однесува јавниот повик. По склучувањето на договорот со изведувачот, асфалтирањето на улиците 7 септември, Искра, Карпошово Востание и делот од Крум Вренински треба да се реализира во рок од 3 месеци, односно до почетокот на јуни. За останатите 4 улици пак рокот на изградба и асфалтирање е 6 месеци. Општина Кочани ја определила локацијата кај градскиот базен како најпогодна за реализација на проектот за изградба на просторија за физиотерапија и базен со искористување на геотермалната вода. Согласност за иницијативата даде и Министерството за здравство со предлог како сместувачки капацитет да се искористи и дел од општата болница во Кочани. Искористувањето на геотермалниот потенцијал во Кочанскиот регион најлесно и најбрзо може да се реализира со поддршка од државата, односно од ресорното Министерство за здравство, пред се за потребите на пациентите на кои им е неопходна соодветна физиотерапевтска грижа и нега. Ова, меѓу другото, било заклучено на работната средба што пред нова година ја имаше градоначалникот Илиев со министерот Венко Филипче, при што била прифатена идејата за вклучување на дел од капацитетите на општа болница во практичната реализација на проектот. На предновогодишниот брифинг со новинарите, градоначалникот соопшти дека стручните служби во општинската администрација веќе предложиле и соодветна локација каде би можеле да се изградат објектите наменети за потребите на физиотерапијата. Локацијата ќе биде кај градскиот базен, таму во близина на градскиот базен, таму каде што имаме државно земјиште, таму каде што се предвидени вакви објекти, значи се одвидени за спорт, објекти за спорт, значи ќе искористиме да бидат направени базените и некоја просторија која ќе биде користена за физикална терапија, а сместувањето на болните ќе биде во болницата, со што болницата ќе добие друг третман, односно ќе биде и центар за рехабилитација во цела држава, што значи дека и услугите што ќе ги нуди болницата ќе бидат интересни и ќе овозможат неизино непречено понатамошно обстојување. Една од обврските на општината и на Министерството е да се најде форма и начин за изградба на планираните објекти кај градскиот базен, што освен за здравствени потреби би можеле да се користат и за рекреативни цели. Болницата има сместувачки капацитети, доволно, така да останува само стручните служби да изнајдат најсоодветно решение како и на кој начин ќе бидат изградени овие базени и овие придружни објекти кои се потребни за бајнско лекување, а секако дека овие базени ќе бидат користени и за рекреација, со што очекуваме во делот на туризмот да направиме уште еден потез да привлечеме што е можно поголем број туристи во оваа сфера во делот на бајнското лекување. Искористувањето на геотермалниот потенцијал во регионот токму со изградба на објекти за бајнско-рехабилитацијски намени се најавуваше уште пред 5-6 години, а како можност тогаш се споменуваше искористувањето на форма на јавно-приватно партнерство меѓу локалната самоуправа и приватен инвеститор.
При тоа се планираше да се склучи договор за период од 30 години, при што неговата процената вредност изнесуваше 1.330.000 денари. Според тогаш изработената физибилити студија, минималниот износ на надоместокот што приватниот партнер требаше да и го плаќа на општината изнесуваше најмалку 10.000 евра годишно. Сепак, досега договорот не се реализираше, а локалната самоуправа не ги доби очекуваните средства. Дали новиот предлог за вклучување на државата во реализацијата на проектот ќе даде подобар резултат, ќе се знае за краток период. На вториот ден од новата година, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е откочани со пресконференција. Председателот Левков истакна дека се помалку бебиња се раѓаат во Кочанската болница, а родилките се препраќаат во други медицински центри. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ви ја честита новата 2020 година. Ви посакуваме многу здравје и успеси, како на приватен, така и на професионален план. Додека скоро во сите градови се пофалија со новородените во новата 2020 година, кај нас новороденче се уште нема. Дали знаете дека мајките од Кочани и Кочанско се породуваат по другите центри? Дали знаете дека во изминатата 2019 имаме документирано повеќе од 60 трудници за царски рез кои се препраќани во другите центри затоа што директорот не создал услови за ваков вид на зафати кај нас? Дали знаете дека со тоа што трудниците се препраќаат во другите центри, мајките се изложуваат на ризик, семејствата на дополнителен стрес, а нашата болница има загубено повеќе од 100.000 евра кои би ги добила од фондот? Дали работата на Центарот за гинекологија и акушерство намерно се блокира за да се промовира Кочани како центар за ампутации? Дали знаевте дека во болницата во Кочани се правеле царски резови пред 60 години, а денес за истото мора да одат во центрите во Штип или во Скопје? Дали директорот си игра со човечки судбини само за да ги задоволи интересите на политиката која заговара затворање на болницата и трансформација во центар за ампутации? Јавно го повикуваме директорот да ја објасни на јавноста зошто се препраќаат овие случаи кога имаме кадар и јавно го повикуваме градоначалникот да се вклучи во ова прашање, а не да се интересира само за сијаличките над реката. Децата се звездата на нашите небо, градоначалник, а не сијаличките. Во новата 2020 да ставиме крај на неодговорното работење и да ја започнеме од новата на Македонија. Ви благодарам. Почитувани, тука ги извршуваме првите вести од оваа година. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.